Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Мора да има решение во спорот со името и тоа наскоро, бидејќи спорот со фактот дека ја попречува евроатланската интеграција на Македонија, воедно и закана за стабилноста на целиот регион. Вака оцени американскиот заменик државен секретар Филип Гордон на сенатски распит во средата. Со овој извештај ја започнуваме денешната емисија. Западниот Балкан, како дел од евроатланската заедница, е високо на листата на приоритети на САД. Во регионот последниве 20 на години е направен голем напредок од војна кон евроатланска интеграција, но остануваат предизвици како политичкиот компромис во Босна, стабилизацијата на Косово и спорот меѓу Македонија и Грција, резимираше уште на самиот почеток на распитот на Сенатската подкомисија за европски прашања, заменикот државен секретар со иста географска надлежност Филип Гордон. За Гордон, американската подршка за македонската интеграција во Европската унија и НАТО останува витален елемент за промовирање на мирот и стабилноста на целиот Балкан. Ја истакна земјата за задоволување на речиси сите реформски мерила што ги постави Европската унија за демаркацијата на границата со Косово и за учеството во меѓународните мировни мисии на НАТО, но ја повика да даде обновен приоритет на меѓуетничките односи, на дело и во духот на рамковната спогодба и да продолжи со реформите, особено во правната држава. Од клучно значење и со назнака што поскоро го издвои решавањето на спорот со Грција, образложи и зошто. Во интерес на обете земји и на стабилноста на целиот регион, водачите на обете земји треба да преземат смели и решителни одлуки за да го решат прашањето. Еднаш за секогаш. Заменикот државен секретар за одбрана Александар Вершбол, задлужен за меѓународна безбедност, рече дека Македонија по бројот на мировници во сооднос на бројот на жители дава голем придонес, а во Авганистан е меѓу првите 5 земји. Членството на земјата во НАТО го нарече незавршена работа, како што и беше насловот на распитот, и важна за регионалната безбедност и стабилност. Иван Вејвода од германскиот Маршалов фонд посочина, како што ги нарече, предпазливи назнаки дека можеби 2010 ќе биде годината за решавање на спорот околу името. Говорејќи за идната американска политика на Западниот Балкан, заменик државниот секретар Гордон подлача дека никаде на друго место на стариот континент од Балканот не е поважна соработката САД Европска унија со крајна цел комплетирана евроатланска интеграција. Спасувачките екипи во Западна Кина се борат со температури под нулата додека бараат преживеани по вонеделниот земјотрес во кој загинаа најмалку 617 лица, а илјадници останаа бездомни. Во земјотресот со јачина од 6,9 степени според Рихтеровата скала во провинцијата Кинхај на граница со Тибет повредени се повеќе од 10.000 лица, а преку 300 други се водат за исчезнати. Владата во Пекинг вели дека испратила 5.000 војници и друг персонал да помогнат во спасувачките напори. Денес во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида ќе биде представен новиот план за вселенски истражување на председателот Барак Обама. Планот предвидува зголемување на буџетот за НАСА, но ја прекинува програмата Констелација за вселенски истражувања со човечки екипаж. Поранешните астронаути Нил Армстронг и Бас Олдрин имаат спротивни гледишта по планот. Армстронг го нарече уништувачки, додека Олдрин вели дека планот на Обама ќе има возможи на САД долгорочно истражување на вселената и остварување нови предизвици кои ги минуваат границите на земјината топка. Обајцата беа на мисијата Аполо 11, со која во 69-та година САД стигнаа на месечината. Русија соопшти дека го прекинала процесот на усвојување деца од страна на американци се додека двете земји не постигнат договор за новите регулативи за реализација на постапката. Порано месецов американка од сојузната држава Тенеси спратила 7-годишно усвоено дете назад без придружба заради наводно насилничко однесување на детето, зашто не била претходно информирана. Американски представници се очекува да пристигнат во Москва до наредната недела за разговори по нов договор во оваа област. Американците усвоиле преку 1500 руски деца само минатата година. Да врне, да вее, бура да коси. Никогаш не било проблем за поштата, но американската поштенска служба е соочена со финансиски проблеми поради фактот дека се повеќе американци користат интернет за испраќање на пораки и плаќање на сметките. Поштата побара дозвола од Конгресот да ја укине доставата во саботите во обид да избегне загуба од милијарди долари.
Делвин Джонсон е еден од 600.000 вработени во поштата. Пред 10 години беше еден од 800.000. Намалувањето на работната сила се должи на намалената потреба од поштенски услуги. Соочени со потенцијална загуба од $7 милиарди во 2010. Поштата предлага укинување на саботната достава. Тоа би била голема грешка, голема цена за земјата, бидејќи кога луѓето ќе се навикнат на една услуга, тие очекуваат да добиваат. Во рамки на неговата достава ова дождливо саботно утро, жителите на Вашингтон го поздравуваат Джонсон. На Тајра Гудман од Австралија и се допаѓа личниот контакт поштар-примач. Саботата без достава би била празна, но има разбирање за поширокиот контекст на ситуацијата. Секогаш е убаво кога ќе добиете мал пакет во сабота, но ако укинувањето е неопходно и би овозможило соодветни примања на вработените, го разбирам тоа. Американската поштенска служба, инаку стара преку 200 години и од иконична важност за многумина американци, најавува и затворање на некои филијали и скратување на здравственото осигурување за дел од пензионираните поштари. Дел од законодавците во Конгресот сметаат дека запирањето на саботната достава ќе значи и почеток на крајот на традиционалната пошта. Против е и синдикатот на поштарите. За да стапи на сила, промената треба да добие одобрение од Конгресот. Анкетите покажуваат дека американците попрво би прифатиле помал број денови за достава, отколку поголема цена на поштенските услуги. И додека и натаму е точно дека и да врне, и да вее, и бура да коси, тоа за него ништо не е, поштарот пошта носи, најновиот вид на пречка, финансиската потешкотија, може да донесе проблеми. Утре во Newsflash, иднината на американските вселенски летови по пензионирањето на шатл флотата. Ова беше се за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте не утре.